Добре дојде во студио за Джевдет Хајредини, поранешен министер за финанси. Ќе говориме за состојбите, финансиските состојби во МПЦ. Тие брануваат веќе подолго време јавноста, има неколку информации. Првата информација за неподнесување на завршна сметка во последните 11 години. Само еднаш е поднесена завршна сметка, 2006, значи до 2017. Само во 2012 поднесуваат завршна сметка во УЈП. Минатата недела објавивме дека УЈП веќе почнува да води постапка, значи некаква предистражна постапка се смета тоа, да се откријат евентуални злоупотреби, после што би следеле и останатите институции, финансиска полиција, финансиско разузнавање и така натаму. Кој е вашиот коментар првичен за овие сознанија? Па кога станува збор за овие за верските заедници, ја малку би го проширил. Не е проблем само Македонската православна. После ќе говориме и за ИВА, да збориме. Да. А ова коментар дека сега од 11-та, па што мислите, ако е така, дека тие наподнеле, а биле должни да поднесат, а 6-7 години не поднесе, само еднаш поднели и така натаму. Зошто вие не пренасочувате стрелата кон надлежните државни органи? Добро. Да, веќе кажав дека УЈП почнува да води. Ама почнува, ама кој се, како тоа е почнува? А каде е одговорноста на тие што до сега не почнале? Зошто сега се почнува? Ако тие биле должни, а биле пред државата со надлежните органи, да имат одредени обврски, да поднесат годишна сметка и така натаму, а не поднеле 10 години, зошто сега не се води истрага против тие надлежни државни органи, кои тоа до сега не ги извршиле своите обврски према тие правни лица во државата. Паралелно сега. Добро. Значи, ќе му дадеме признание на тој што денеска поднел. Да. Па и ова... Но нивните предходници, па дури и ова, кога дојде првиот ден, тоа треба, имаме луѓе кои... Ние сме навикнале владата, премиерот и така натаму. Па ние имаме директорка на управата за јавни приходи, каде што директно со тие субјекти има врска да ги прати што работат. Да. Кому тие се продават реклами дека ние сега прв пат ќе поднесеме. Значи, сакам да кажам за медиумите, за вас новинарите. Кога вака ќе го објавите тоа дека не поднеле 10 години, а уопште не спомнувате кој бил тој пред 10 години, толерирал 10 години да не поднесат, а биле должни да поднесат. Ова мене ми смета и мислам дека не сте во право кога сега како... Акцент се става на МПЦ, но не и на властите. Двете страни. Да, добро. Друго, одговорноста на државните треба да биде уште поголема. Само тогај ние ќе може да очекуваме дека наредните државни функционери ќе имат одговорност. Вака не е само заслуга на овој сега што ќе поднесе, а и тој не е за заслуга, jer веќе втора година е што дошла нова власт, нови директори. Кому тие се продават реклама и зошто? Нема потреба. Второ, ќе поминеме мало во начелното статусот на верските заедници. Ајде да видиме, да. Пак е крива државата. Ако секогаш се пишува и сведоци сме дека таму нивниот статус не е доволно правно прецизиран, дали се непрофитни, ако се непрофитни... Тие се непрофитни. Па непрофитни тие, ако се непрофитни тие, не остваруваат приходи, не остваруваат добивка. Но законот што вели? За непрофитните организации се поднесува завршна сметка доколку вредноста на имотот или парична вредност има над 2500 евра. Приходи. И сега, сега, што е вториот момент со МПЦ?
2010-та тие формираат трговска градежна фирма, обновители заедно со бизнисменот Зоран Антич. Што вели Уставот? Член 19, дека МПЦ и другите верски заедници се слободни во основање на верски училишта, социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон. Оваа градежна фирма, договорот го објавивме, документот, вели дека се однесува на градење на стамбени објекти и деловни објекти. Што се коси всушност со уставните начела и уставната мисија на МПЦ. Уставот не важи директно за... Да. Не се применува директно. Јер таму не стои за казнена одредба. Не. Према тоа, зарада... Но говориме за мисијата на... Не, мисијата е друго, не се одговара за мисија. Не се оди в затвор. Не, во ред, но се кршат уставните начела. Ама дрега, ако се кршат, ама тоа нема одговорност за крш. Не. Второ, има друга одговорност. Тие луѓе, државата пак ми е поентата во државата. Да. А така е во Уставот, државата е должна да донесе, врз база на овој член на Уставот, законска регулатива друга. Затоа што? Ти викаш дека тие поднеле и регистрирале фирма. Таа, бидејќи нема закон, каде е тој орган државен што таа фирма ја регистрирал? Тие добиле од државен орган дека ја регистрирале. Да. Кој прекршил Устав сега? МПЦ или надлежните институции кои регистрирале фирма? Па каде? 2010. Зошто вие, што истражни сте вие, не сте го нашле надлежниот функционер на надлежната институција државна која дала печат дека имат право да формираат компанија за изградба на стамбен и деловен простор. Паралелно кога овие работи, ја не викам дека сте погрешиле. Да. Не сте отишле до крај. Добро, историјата се уште тече. Во тек. Се разбира. Да, сега, ме интересира вашиот став. Велиме дека е непрофитна организација МПЦ, но во исто време формира фирма. Практично има две улоги, како непрофитна и фирма. Што се однесува до завршните сметки и пријавувањето на даноци и слично, таа сега веќе не може да подлежи под законите на непрофитните организации заради тоа што таа станува фирма. Ако фирмата сега, да ти објаснам, така е све. Не мене да објаснам. На гледачите. Се разбира. Фирмата, ова е сега собственик МПЦ. Значи, како непрофитна организација, таа кога имала врска да поднесе, ако има приходи на 2500 евра, не стои тамо колку имот. Таа имотот го имала. Земјиштето градежно. Нели со денационализација го станале собственици. Да. Земјиште имала. Сега веќе законски, прекршувањето на законите не одговара директно синодот. Него одговара директорот на компанијата. И основачите? Ама сега прво директорите на фирмите што регистрирале и државните функционери што ја регистрирале фирмата. Сега, прво тие два субјекта. Да. Па треба да се поднесе пријава. И против оној директорот на фирмата, на компанијата, и против тој што е запишал таа компанија, а согласно Уставот, ќе се јави друг проблем. Сега не достига законски пропис да се имплементира ова уставна определба. Да. Така да предпоставувам дека овој која ќе се повика на одговорност функционерот што ја регистрирал компанијата и тие ќе се повикат дека па нема таков закон што забранува. Повикувањето дека во Уставот определбата не е таква правна норма, нема сила на правна норма, а за моралните норми да не зборуваме. Тие воопшто не треба да се смета на нив дека треба да бидат некому на ум. Е така натаму. Да. Со ова сакам да објаснам
како треба правилно јавноста, ама и стрелите кај треба да бидат од јавноста. Насочени, да. Насочени. Да. Добро. Вака не решаваме проблем. Не ги преземаме мерките кои ќе бидат, ќе дават насоки како понатаму да се постапуваат државните функционери. Да. Тоа е. Инаку, значи, тие може да имат како земјиште и пола Скопје. Да, со денационализација тие добиваат. Сега, која е сумата, тој имот се наоѓа кај хотелот Holiday Inn, 2,4 милиони евра е сумата. И што се случува? Во тие договори, постојано има нови и нови анекси, во тие договори што ги склучуваат со бизнисменот Антич. Од почеток тоа е црковно деловна административна зграда, а после станува стамбен и деловен простор, што е потврда всушност на терминот трговско друштво за градежништво. Сега влагаме во една друга, уште по-проблематична област за урбанизмот. Ми кажале дека е противуставно, дадена е можност за време на владата на Груевски при интервенирање во деталните урбанистички планови. Нели има постапка, па се објавуваат предлогот јавно, па со тие стратежите 1:200.000, што никого не интересира, не ти може да го прочита никој тоа. Да. И го објавуваат негде. Таков скандали има во Тетово цел град. Отвориле можност во деталниот урбанистички план да се интервенира и само за една зграда. Што не било порано. Лупаце, вика. Кратенка од локална, урбанистичка, планска и така натаму. Да, добро. Да. Било кој да поднесе, ми кажуваат, било кој да поднесе до Уставен суд представка, таа одредба е неуставна. И сега тој вентил, не само тука, него воопшто нашто во Скопје и во Тетово, се користи на големо кога ќе се поврзат. Човек има една зграда во Тетово или наследена со плац од 1000 метри. Ќе се поврзе со некој што има пари, или што има зграда, има плац, ама нема пари. Да. Ќе се најде друг собственик, ќе стапи во врска не само колку има корист од таа зграда, ќе му даде и простор, ќе му даде и станови и све, а општината, градоначалничката или градоначалникот ќе обезбеди тоа одма да се нацрта како осмакатница. И имаш такви згради кои 4 метра немат една од друга дистанца. Лично знам. Но добро, сега ова говориме за случајот. Сакам да кажам каде ги нашле дупките во законот да прават што сакат само за тој локалитет. Ајде околу завршната сметка на МПЦ, која само е една, кажав, во 2012, во последните 11 години, во табелата за плати стои 0. Иако таму има луѓе кои примаат плата во синодот и според моите информации тоа се повеќе од пристојни плати. Неколку пати поголеми всушност плати од просечната плата. 5-6 пати можеби и повеќе. Во исто време јас на МПЦ поставив неколку прашања што се однесува и до нивната улога и до платите и колку вработени имаат и за целите овие финансиски случаи, но одговор воопшто нема. Па види, едноставно е, пак ќе се вратам на тоа, така верувам дека е така било и порано. Ако таму има плата 0, значи тие луѓе што таму не само земат плата, значи немаат ни платено ни придонеси. Да. Придонес за пензиско, придонес за здравство. Значи комплетно таму има ли информации тие свештени лица, полно ги има, се ти ви каже, иста е ситуацијата и во исламската верска заедница. Да, сега ќе говориме за исламската. Ама исто е. Во последните, ајде да ви кажам. Со оџи, не со попови. Во последните 11 години
ИВЗ не поднела ниту една завршна сметка од 2006 до 2017 година. Тоа се колку години? 10, 11 години. Сега виде, тие, освен празнините скроз во законската регулатива, и ако ова не е нерегулирано, jer тоа е фалсификат, ако тој има нула, знаеме дека плаќа, луѓе плаќат, свештеници, и едната и другата верска заедница, тие луѓе, зашто не ги анкетирате некојаш и тие луѓе што земат плата, а не им се плаќаат придонеси? Заради тоа што анонимност сакаат само да говорат. А те имат сериозни последици, разговарам ја со Оджи. Имат последици тие од тоа. Тие воопшто не се, со тие што разговарате, не се воопшто пријавени? Па да се пријавени би биле во завршната сметка плата. Не мора плата. Да значи. Моите информации велат дека во МПЦ се пријавени. Ама придонеса дали платени? Да, и дека нема, моите информации говорат така. Но анонимни, тие се моите извори анонимни. Ама надлежниот државен орган, директорката на јавни приходи, не вие ако вие вршите општествена една корисна работа, информирате за состојбите. Па кај се изјавите на директорката на управата за приходи за ова што вие го пласирате? Има они информација дека имаат истрага. Тоа е нивната информација. Повеќе од тоа не сакаат да говорат се додека не заврши постапката. Да, ама сега, да ви кажам, врските на одиме подлабоко. Овој да излага еднаш старешината на исламската верска заедница, го вика Никола Груевски во џамија Јаја Паша за Бајрам и вика дека Господ не наградил што го имаме за премиер внатре во џамија. Сакам да одиме до крај да ги откриеме и да ги пред јавноста кажеме каде лежи проблемот. Ако тој тоа прави и од тоа добива гласови, тоа стои на власт. Или тој е тој што ги спречува сите можни појави на исламски фундаментализам, тоа. После, целокупната хиерархија надоле, не се неписмени директорите, судиите, обвинителите, не мора никој да ги викне на телефон, да им рече пушти го овој случај. Тие така се ориентират, jer и тие имат екзистенција од тоа. Да. Значи, создадена една општа општествена клима во јавноста и кај народот, чувствата на народот, верата, зашто одма ќе одат, ќе се жалат човови права и така натаму. Сега, по мене, лично, од моја искуство, значи, треба секогаш да се тргне од државните органи и одговорните функционери кои се должни да бдеат над законитоста на поединците, групите, предпријатијата. Од таму. Вака, како што одиме до сега, тој тамо ќе излезе на телевизија, ќе го видиме кај премиерот и сите луѓе да водат сметка за кој човек се работи. Како што е случајот со Албанија, можеме да ја земеме како пример, заради тоа што е соседна земја, со случајот со ветинг во судскиот систем и падот всушност на председателот на Уставниот суд. Тоа е последната вест која дојде од вчера заради непријавен имот, односно богатење, кое не може да го објасни пред јавност, односно пред надлежните институции. Председателот на Уставниот суд, отишли судии на Уставниот суд, отишли голем број обвинители, судии, меѓутоа, таква регулатива во Македонија за сега ја не верувам, jer не беше лесно за меѓународната заедница Америка во прв ред да ја натерат Албанија да интервенира во уставот за да добие основ да дојде до ова ситуација, што амбасадорите на Америка во Тирана, овој последниот што се му заврши мандатот, Дональд Ли, да кажува дека во Албанија со државата раководат 4 мафијашки фамилии и тоа да го повтори јавно неколку пати со цела држава. Добро. И
Јавниот обвинител што беше долги години. И со македонскиот... Додека Стет департментот не му дозволи да влезе во Америка, а овде без да се чепне во Албанија. Нему му истече мандатот. Велите дека нема расположение во Македонија да се имплементираат вакви реформи. Да, и односот на силите на политичките актери во државата. Проблемите со кои, меѓутоа, ние, Македонија, да се разбереме, не успела и пред да се влезе во процесот на решавање на проблемот со името. Таква маса критична не беше создадена кај народот да се бара тоа и на меѓународната заедница да изврши таков притисок врз Македонија. И затоа се една кревка креација, може од разни причини да се убне целата. Ама јас мислам дека, сите се надеваме дека ако се реши овој толку горлив проблем, дека се отвора патот за сега кој сега овде реформи. Кој сега овде може да покрене да се менја уставот? Што ова се изврши во Албанија, овие процеси почна откако уставот се промени. Да. Ама ти успеа опозицијата и позицијата да ги натера да седнат и со консензус да го менуват уставот. Без странскиот фактор Балканот тешко дека може да опстои. Јас сум имал прилика, се ова прв пат го кажувам, јер јас сум искусен и учесник во државните механизми. Македонски висок функционер, 4 очи да ми кажува, Джевдет, пример, ова нема врска со ова. Ние до сега не сме попуштиле кон ниедно барање на албанците без притисок од странците. Добро, јасно е како функционира. Која ќе завршим, ти кажам кој, да разбирам. Да, добро. Јас ви благодарам, Джевдет Хајредини, поранешен министер за финансии, ви благодарам за разговорот.